Во пресрет на новогодишните и божикните празници, а во услови на пандемија со COVID-19 и секојдневните високи бројки на ново заразени во Кочани, расположение кај граѓаните за пречек на новата 2021 година во некои од туристичките дестинации нема. Од туристичката агенција Автоатом се жала дека и покрај двете понуди кои се пуштени во продажба за дочек на нова година во Албанија и Турција, сепак граѓаните оваа година нема да патуваат и ќе останат дома. Моментално ситуацијата многу убаво знаеме дека нели место да се подобрува, таа само се влошува повеќе и повеќе со овој вирус, а ситуацијата со туристичките агенции е никаква. Значи можеме слободно да кажеме дека нема никаква заинтересираност за патување, за жал, заради големиот број на заболени во нашата држава. Мислам дека стравот се уште превладува кај луѓето и тоа е како некоја највисока точка за решавање на тоа дали ќе се решат всушност луѓето да патуваат или не. Ние имаме пуштена една понуда за Албанија, има некоја така минимална заинтересираност. Сега оваа недела ќе пуштиме и за Турција една понуда, па така ќе видиме како ќе се одвиваат работите, а исто така и многу голема пречка ни е тоа што сега пак го вратија капацитетот на автобусите на 50%, така да, значи, и со тоа исто сме многу спречени. И не само со тоа, и со мерките, и со ситуацијата со вирусот, значи туристичките агенции се буквално на колена, значи не може да се мрдне моментално од таа точка. Туристичките работници добија помош од државата за исплата на минимална плата, но состојбата е загрижувачка бидејќи покрај летната сезона пропадна и зимската туристичка сезона, па остана само надежта дека состојбата ќе се подобри и се ќе се врати во нормала. Се доби помош од државата, така што државата ги помагаше фирмите кои што имаат сега од 30% па надоле губиток во текот на оваа година. И со тоа работниците ги следуваше минимална плата. Значи, сепак до нова година ќе биде така, а од нова година па натака не знаеме, пак ќе чекаме и ќе видиме што ќе се случува. Дали ќе донесат 4-5 пакет на економски мерки. До крајот на оваа година сите туристички агенции добија помош од државата за исплата на минималната плата, а после нова година очекуваат и нов пакет на мерки, бидејќи во спротивно, ако состојбата се влоши, тие ќе бидат принудени да стават куч на туристичките агенции.